Водостопанство на Македонија подружница Брегалница од Кочани од денес започна со испораката на вода од хидросистемот Брегалница низ атарите на полињата во Кочанско. Први вода денес добија површините подготвени за сеидба на ориз во атарите на селата Прибачево и Грдовци. Официјално денес на 14 пуштаме вода во Оризари и во Прибачево. Меѓутоа веќе пред неколку дена на 9 веќе пуштивме некоја вода во Зрновци и се придржуваме кон тој план. Одиме кон таа динамика, така да со ова што пуштаме денес во Оризари и во Прибачево е дел опфатени од Грдовци. Утре веќе Виница пуштаме. Така, значи редоследно како што ги имаме објавено сите плакати по селава во договор со самите мештани и по местните заедници, би требало некаде, значи вчера имавме средба во Крупиште, 25 и таму да плакатираме дека ја пуштаме водата во Крупиште на 25. Колку земјоделците ве ги почитуваат вашите барања за прифаќање на водата во полињата? Па ние имавме средби со самите земјоделци, вршевме апел преку вашите медиуми, така да веќе гледаме дека озбилно ја сватија работава и дека работат луѓето. Можеме да видиме викендов дека баш апсолутно секој ниве имаше трактор, што не радува и нас, а и самите нив. Директорот Гоцев информираше дека пролетва ќе бидат наводнувани 9000 хектари во атарите на општините Виница, Кочани, Штип и Свети Николе, од кои 5000 хектари под ориз. Предвидено е вода доволно колку што треба, значи за да ја фатиме сезонова и ако ја користиме домакински нема да има никаков проблем. Што станува со проточните води од реките, водотеците? Значи фаќаме, пошумаме со бентови, има луѓе и машинерија веќе пуштена и таму, се работи токму по тој план. А каналската мрежа во каква состојба е? Каналската мрежа, знаете, веќе 40 години е стара, има некои проекти кои што ќе почнеме со реализација на реконструкција и реставрација на тие канали. Ова година крпиме како и до сега, значи ги крпиме за да може да протече вода до последниот потрошувач. Што станува со каналската мрежа во околу Зрновци? Дали земјоделците прифатија да склучат договори и да потече вода и во нивните ниви? Тоа ни е најголемата желба и би се труделе, значи за кратко време, збориме за некоја година, веќе тој канал да функционира како што функционирал. Среќа наша е што тој е, како да ви кажам, во една многу добра состојба, значи не дирнат, за разлика од десниот е цел распанат. Тоа е многу возачувана состојба и се надевам за многу кратко време, за некоја година веќе ќе течи таму вода, затоа што и ние имаме кориска во водостопанство да даваме вода. Според Гоцев радува фактот што поголем дел од земјоделците веќе склучиле договор со водостопанство од Кочани за испорака на вода во годинешната наводнителна сезона, со што се обврзуваат и да си го подмират долгот за искористената вода. Ова, вели Гоцев, е резултат на двонеделните средби со земјоделците на терен и објаснувањето на значењето на користењето вода, субвенциите од државата и наплатата на водниот надоместок.